Заради запознавање на јавноста, а во интерес на вистината, сакам да истакнам неколку факти околу продажбата на земјиштето, собственост на Република Македонија во зоната Сачево, односно, сакам да одговорам на една невистина која на синокешниот митинг на ВМРО-ДПМН во Струмица беше изречена од кандидатот за градоначалник на општина Струмица, господинот Васил Вујшев, а тоа е дека општина Струмица го распродала земјиштето во зона Сачево и тоа за 1 евро од метар квадратен. Вистината и фактите го говорат следното. Продажбата на земјиштето во зоната Сачево го изврши Министерството за транспорт и врски на Република Македонија по препорака на владата на Република Македонија по објава од 5 и 6 февруари 2011 година. Јавното наддавање за предметната површина се изврши на 2.3.2011 година. Што значи, ниту општина Струмица, ниту пак градоначалникот Зоран Заев можеле да извршат распродажба на земјиште собственост на Република Македонија. Понатаму, почетната цена за продажбата е 61 денар од метар квадратен, а согласно уредба од владата на Република Македонија од 12.11.2010 година, односно на само 2,5 месеци пред извршената продажба. При што при јавното наддавање кое е спроведено од по само еден наддавач е постигната цена од 71 денар од метар квадратен, односно согласно тогашните важечки прописи, и што значи цената е постигната без електронско наддавање. На продажбата за понудените парцели во зоната Сачево се јавиле 4 фирми, при што еден од купувачите кој купил земјиште и тоа во површина од 132.982 метри квадратни или околу 1/3 од вкупно понуденото земјиште за продажба е фирмата Жикол од Струмица, чијшто собственик е на листата на советници на општина Струмица од редовите на ВМРО-ДПМН. Согласно склучените договори од јавното наддавање, купувачите се должни во рок од 12 месеци од солемнизација на договорите за купопродажба од општина Струмица да извадат одобрение за градење за предметните површини, при што, ако се зема во предвид дека солемнизацијата на истите договори е завршена 8 и 9 месец 2012, тоа значи дека до 8, односно 9 месец 2013 година треба да извадат одобрение за градење за предметните површини, односно од сите фирми само една ја има завршено ова обврска. Овие рокови се согласно законите што ја уредуваат оваа област. И на крај би сакал да истакнам дека сите фирми кои што се јавија на наддавањето беа по препорака од општина Струмица. Фирми кои во повеќе наврати бараа земјиште и фирми кои што ќе изградат соодветни објекти или фабрики и кои ќе реализираат вработување на сите граѓани од општина Струмица.